И на сезонските работници ќе им тече стаж. Аргатите на нива, келнерите, негувателите на деца и стари лица кои работат привремено ќе имаат платени придонеси. Ова го предвидува новиот закон кој влезе во собраниска процедура. Ќе можат да работат сите: невработените, вработените, студентите, пензионерите. При тоа невработените и натаму ќе се водат како невработени. Студентите ќе можат да си ги користат стипендиите, а пензионерите ќе имаат редовна исплата на пензиите. Ангажираните ќе бидат платени за одработен час, а износот не смее да биде помал од часот кој се пресметува врз основа на минималната плата. Работодавачите, освен придонеси за пензиско и инвалидско, ќе плаќаат и данок на личен доход како и трошоци во случај на повреда. Ќе може да ангажираат сезонски работници најмногу до 120 дена во текот на една календарска година. Ценам дека ставањето во оваа формална економија и на пазарот на трудот особено ќе допринесе за спречување на иселувањето исто така на младите. Првата цела беше да го прошириме опфатот на пазарот на трудот, односно на македонските компании да им дадеме легален основ да ангажираат работници и да дојдат до што е поголем базен на работници, на тој начин да може да ги прошируваат своите економски дејности. Втората работа сакавме да ја зајакнеме економијата, бидејќи кога вие ќе направите легална рамка и на работниците ќе им дадете можност легално да заработуваат, тогаш истите тие работници по основ на примена плата ќе исплатат даноци према државата, но и преку индиректните контрибутори во економијата ќе најдат начин да ја засилат личната потрошувачка, да наплати државата даноци и така натака и така натака. Контрола на наплатата на данокот и придонесите ќе врши УЈП, а инспекција ќе прави трудовиот инспекторат. Казните за непочитување на законот се и до 3000 евра. На предлог законот потпишани се пратеници и од власта и од опозицијата. Мартин Арсов, Сител телевизија.